Добро утро и среќен ден ви посакувам денеска на 29 август. Ден после празникот во кој што речиси цела Македонија го славеше успението на Пресвета Богородица, еден од најубавите, најголемите празници летни, кој што всушност го најавува есенскиот циклус на празнување. Еве вака за доцнето, нека е за многу години овој убав и голем ден. Иначе, речиси, нема село или град во земјава каде што нема црква или манастир со името на Света Богородица. Вкупно 235 црковни објекти во нашава земја го носат името на Богородица, а речиси секоја петта е една од нив, така да верувам дека беше убаво, дека беше радосно и дека беше преполно на многу места, помали или поголеми населени места низ нашава земја, каде што вчера се славеше успението на Мајката Божја. Денеска имаме едно свежо, облачно и пријатно, би рекла, се уште е пријатно августовско утро со навистина добри температури за да го стартуваме денот и верувам дека нема премногу да се поместат нештата, иако од управата за хидрометеоролошки работи ни најавуваат променливо, нестабилно, облачно време со пороен дожд, грмежино и со засилен ветер. Локално во пополнените часови процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен пороен дожд за кратко време и поинтензивни електрични празнења, силен ветер и појава на град. Дневните температури ќе се намалат за 5 до 8 степени, а УВ индексот е 6. Во Скопје исто вакво време какво што кажав на територија на цела земја. Еве имаме намалување на температурите во Скопје до 31-иот, западно до 22-иот степен, а по јужно секогаш малку по-топло до 33-иот, но еве секаде имаме услови за дожд. Се верувам дека ќе бидете и на денешниот ден подготвени како да реагирате на соодветните промени. Еве нешто околу рубриката на денешен ден. Овој 29 август го одбележале следниве настани. На денешен ден 1882 година во Велес починал Јордан Хаџи Константинов Џинот, македонски преродбеник, еден од најпродуктивните културни работници од 19-тиот век, поет, учител, метеоролог, филозоф, етнолог, новинар, собирач на старини и борец против фанариотското движење. Познати негови дела се Таблица Перваја, Плач на Скопското училиште, Многу трудно е, Аврора, Труд ми е минат, Името, Минерва и Деветте музи и така натаму. На денешен ден во Стокхолм 1915 е родена Ингрид Бергман, една од најголемите филмски звезди на Холивуд со шведско потекло, чие остварување се вбројуваат помеѓу најголемите дострели на седмата уметност. Умрел во Лондон на 29 август 1982 година. На денешен ден 1944 на барање на пребеганата југословенска влада, а под притисок на британскиот премиер Винстон Черчил, кралот на Југославија Петар II во Втората светска војна му ја одзел командата на Дражен Михајловиќ и го признал маршалот Јосип Броз за водач на југословенските сили против германската окупација. 49-та пак на денешен ден СССР ја извршил првата експлозија на атомска бомба. На денешен ден роден 58 година американскиот поп-пејач со африканско потекло Мајкл Џозеф Џексон, познат по екстравагантниот живот кој се стекнал со светска слава. Тој предизвикал презир кај црнците кога со низа хируршки интервенции се обидел да стане белец или да се избели. Починал во својот дом во Калифорнија од срцев удар на 26 јуни 2009 година. Има уште неколку настани кои што еве го одбележале денешниот ден, но ние одиме понатаму да кажеме збор-два околу сценариото, бидејќи наред следуваат кратките флеш вести кои вообичаено ги стартуваме во 6:30. Накратко околу содржините. Во вкусот на традицијата ќе видиме како се подготвува едно ѓомлезе на наш начин. Сите вие кои што не сте го правеле, убаво е да го погледнете денеска овој рецепт, а околу 7:05 ја отвараме првата тема за денеска. Македонија се празни, а државата нема стратегија за тоа како да ги задржи младите. Оваа тема провејува веќе долго време
иако некогаш ја нагласуваме, некогаш не, но факт е дека вистина Македонија секојдневно се празни се повеќе и се побројно. Потоа следуваат сервисните информации вообичаени во раните утрински часови, па имаме прилог на колешката Ивана, која ќе не подсети низ разговорот со Катерина Љамова-Богоевска како да станеме посвесни родители, како да се справиме со бројните предизвици во ова современо живење и како да бидеме што добри во нашето родителствување. Наш гостин во студиото околу 8:10 ќе пристигне доктор Злате Мехмедович, координатор на Комисијата за реформи во здравството, кој што всушност ќе ни каже какви новитети опфаќаат овие реформи кои што се први после последните реформи направени во јавното здравство во 2004 година. Околу 8:55 ќе ја отвориме втората тема за денеска. Се однесува на воздухот, поточно лошиот квалитет на воздух кој што го дишеме. Има ли Македонија функционална стратегија за борба против лошиот квалитет на воздух? Какви се подзаконски акти, акциски планови и препораки се применуваат и дали воопшто се применуваат или ние само дишеме колку да преживееме без да размислуваме што дишеме. Тоа е тоа околу содржините на секој еден час имаме вести, тоа веќе добро го знаете, а сега ги најавувам кратките флеш вести и ве поканувам на едно 3-часовно дружење. Верувам дека уживавте во ова прекрасно ѓомлезе кое што е празник не само за очи, туку верувам и за сите сетила. 7 часот и 13 минути. Добро утро за сите кои нешто подоцна ни се приклучивте денеска на 29 август, ден во кој што се празнува преподобен Јоаким Осоговски. Од неговите мошти се случувале вистински чуда. Нека е за многу години овај убав и голем ден. А наред е прилогот кој што ќе ја отвори првата тема на која секој од вас најсрекните поточно имаат можност да говорат по 3 минути. Се однесува на немото посматрање на власта од височина додека Македонија се празни. Државата нема стратегија за тоа како да ги задржи младите луѓе. Со прилогот на Борис Грујовски ги отвараме телефонските линии. Државата се празни, луѓето се иселуваат, а власта само немо посматра од височина. Главната причина што младината си оди според економистите е што земјава е речиси нефункционална. Капитални инвестиции слабо има, не се вложува во образованието, а здравството е на многу ниско ниво. Капак на се е и лошата инфраструктура, односно прикрепените патишта кои со години никако да се модернизираат. Економистот Абил Бауш реагира дека поради ваквите негативни причини имаме се помалку лидерски способности кај работниците, а квалификуван кадар ќе дојде ден кога ќе го немаме ниту за лек. За жал, што треба да се направи? Во државата треба многу да се направи. Кога викам капитални инвестиции, се прави инвестиција и во инфраструктура, зашто ние го сваќаме само како инфраструктура, но и во здравство, во образование, во конкурентски способности на пазарот. Ние немаме претприемнички дух во државата, веќе тоа ни се губи нас во државата. Економистите алармираат дека главно структурата на економијата е лоша и мора сериозно да се поработи за тоа да не биде уште полошо. Државата е таа која мора да направи стратегија пред се за да ги задржи квалитетните работници дома, а не да сме сведоци како секој ден се купува билет во еден правец. Структурата на економијата е лоша. Кога велам структурата на економијата, на оваа земја која е во развој и по статистиките некаде сме на дното, на средината и кон дното во варијабли од сите земји членки од Западен Балкан, нема доволно капацитети за храна. Значи, на краток рок, за жал, не можеме да имаме ефекти. Дека во Македонија одамна е вклучен црвениот аларм и никој ништо не презема, предупредува и социологот Златко Жоглев. Според него, ова е алармантно предупредување дека земјава може да стане држава на пензионери. Прво загуба имаме тука на материјални средства, на човечки капитал, бидејќи во тој капитал човечки е вложено тука со децении и ние остануваме тука со популација која што е по-возрастна популација. Според експертите кои постојано алармираат дека состојбата не чини, луѓето, главно помладите, мора да видат надеж дека може поинаку. Во спротивно, работите само ќе тапкаат вместо. За да се случи некакво помрднување, луѓето мора да добиваат повисоки плати ако не сакаме пред очи да ја снема Македонија.
Ето, ова е тема на која прилично долго време ние опоменуваме, ја нафрлуваме, тема која што треба да го засега секој еден македонец кој што живее во нашата земја, особено сите вие кои што имате млади во семејствата кои размислувале да заминат или веќе заминале. Да, Македонија се празни, за некоја деценија вистински ќе останеме само земја на стари луѓе, а младите навистина ќе си бараат некоја посветло и посрекно место за живење од нашето. Телефонските линии се вклучени, ви давам збор вам. Добро утро за првиот гледач. Добро утро. Повелете. Не се сложувам со еден од дискутантите во прилогот што рече дека сме земја во развој. Ние бевме солидна земја со спанство развиено, кое што СДС го урниса со лошата приватизација. Народот остана без работа не затоа што немате работа, него затоа што власта не успеа да ги заштити државните интересите на државата, на народот, него гледа еден грабализам направија и остана урнисани и објектите и народот по улици и тие стана милионери, сега се најпознатите милионери во Македонија. Нема да остане Македонија без граѓани, без младо население. Они секако ќе го пополнат тоа со увоз, кој што има некои кои работат во Македонија, не се државјани на Македонија, немат ни легален престој овдека, а се користат на црниот пазар за работна снага. Дефинитивно политиката на оваа последна влада ја доведе државата во колапс со помош на ЕУ театарот, кој што и вчера го пласираше овој францускиот дека до 2030 треба да не примат. Они имат добри агенди, утемелени како што се адвокатските, во кои што нема да има место за Македонија. Зашто нема да има? Па ние 92 имавме најдобри услови. Ако има желба да не примат, ќе не приме. Многу интересно, сега ние како лаици, зборувам јас како го прода калето милион арки, тоа црвенки, го продаде и содаде една рак рана во Македонија. Исто како што е бон стил во Косово. Значи, копирање на состојбите. Ваква состојба беше во Косово. Кој не одел, кој не шетал во тоа време, нема да ја знае состојбата од 80-тите Косово. 90% беше српско население. Овде сме 70% македонско население. Не успеали за 5 години да не иселат. Од Рачинова не се врати македонското население назад. Од Склупчане, од Лупчане, кај што имаше сосадена вестачка, воена соседба, и во моментот сме во воена соседба. Се уште од короната не е ослободена Македонија од воена соседба. Многу загрижувачки, но време народот ги земе во свој раце. Ние сме можда толерантни и добронамерни за сите, но сега треба да бидеме најдобронамерни за нас себе, за собствените интереси на Македонија и да се конечнат. Почнувајќи од... Ви благодарам, јас извинувам, 3 минути истекоа со оглед на тоа дека малку ни беше рецептот подолг, имаме пократко време за вас гледачите, му давам збор на следниот гледач. Добро утро, ден. Добро утро, убав ден и вам. Благодарам, да напомним на денешниот празник. Сега вака ќе почнам, значи, прво Македонија се празни. Македонија се празни од памтивек. Ние сме печалбарски народ, од сите наши крајшта, нашите граѓани од време оделе. Но сега е ден за бега и отидоа. Ќе кажам и моите деца, се негде во странство, работат за туѓи интереси, значи, но подобро им е, повеќе заработуваат, значи, и повеќе ги ценат таму каде што се.
Меѓутоа, јас овде ќе ги обвинам сите досегашни влади што допринесоа да нашите млади избегаат одовде и да ние останеме без работна снага. Ние немаме одреден број на квалитетни работници. Ние сега дури бараме надвор од надвор да донесеме работна сила од другите земји. А ја мислам дека нашите работодавачи се највиновни што ние денеска немаме работна сила. Тие не сакаат да го платат нашиот работник, не сакаат да му дадат барем минимални услови да обстане во својата земја, значи тие го експлоатира, го негира и не му го признава неговото знаење, неговиот квалитет, неговиот труд. Сега, значи ќе платят по 400 евра, да речеме, увозен работник, на него ќе му платат стан, струја, вода и се остало, и тоа ќе биде сето, значи за работодавачот не иде околу 1000 евра, а да му даде на нашиот работник на времето, не дека барем 500-600 евра, да тој не мисли да купува куќа на друго место, да се сели на друго место. Значи, денеска ќе ги имаме сите тие работници овде и ќе кажам, значи, и нашето поле, ние сме земја што може да роди све. Ние можеме и да се прехрануваме, а не сега да ги гледаме нашите полиња обраснати со трње, празни ниви, каде што нема, што се вика посејано ништо, а таа земја не хранеше сите нас, значи немаше на педа не работи. Меѓутоа, се уште не е касно, значи кој да е на власт, сегашни идни, да размислат и да се вратат на земјата, да сторат услови, да им направат можности на нашите млади да работат земјата и да не купуваме храна од надвор, која што е со пестициди и уште што не, и да се заразуваме и да не можеме здравствено да останеме. Да, ние сме земја на пензионери, но и тие пензионери не можат да се прехранат со овие примања кои што сега ги имаме. Затоа сматрам, значи некој треба да си ја заработи работата онак како што треба, воспротивно, значи ќе останеме со пршот во уста. Благодарам, поздрав. Благодарам многу, поздрав и до вас. Добро утро за следниот гледач. Добро утро. Добро утро, среќен ден. Младите земјата и овие до сега што беа на власт и што се на власт не мислат не само за младите, туку ни за старите, не мислат за ништо, ни за земјоделие, ни образование, ни здравство, за ништо не мислат. Зарем Бранко Црвенковски ќе мисле за Македонија и македонскиот народ што ги уништи фирмите со потекло од Босна, па тие не е македонец. Дали Чичеринка ќе мисле за македонците кога е Влаинка? Дали Заев ќе мисле за македонците и македонскиот народ кога он дедо му бил од Косово населен тука во Македонија во Муртино? И он како косоварче ти мисле за Македонија и македонскиот народ, но он само си гледа за неговата фамилија и за неговиот джеп. Дали овој сега премиер што е Вла ќе мисле за Македонија, току жена му богатство има големо и фотоволтаици отвара? Дали некој друг што е од СДС ќе мисле за Македонија кога они не се македонци, току ки знаш што се, ни не знаеме, току после откако ќе изгубе власта, тоа ги дознаваме кој што е дека не е македонец. Значи кај во Македонија не македонци се на власт и затоа воани се случува македонците бегат од тука и се иселуваат и че нема македонци. Па како може да не бегат младите кога туа за 1000 денара во градежништвото ги терат да работат, а ќе отиде во Германија по 3000 евра работата му е таму месечната плата. И зошто да не бега? Ем таму осигуран, плата голема, па и пензија голема ќе зима и испод 1000 евра пензијата нема да му биде кога си дојде деја. И тука ли да работи после пензија да зима за 200 евра, само за левот не му стигнуваат тие пари, само лев да јаде. Ама камо му е облеката, кај му е за струја, за вода. И вие теа што се на власт не мислат ич, само тие апашите нивни што се начело се богатат, големи богатства направија. Јас се чудам и ги гледам некои коштапјари што беа, што немаа ништо, ни пиво да се напие, ни кафе во кафиш да се напие, а сега бизнисмени стана кога дојде СДС на власт. Па таква кражба, такво
размебитување на Македонија, до сега не е било. Толку многу го уништија народот, себични луѓе дојдија на власт и само се богатата, плячкат Македонија и македонскиот народ и немат милост ич према други, го тогазија македонскиот народ и за тоа бегат и македонскиот народ че нема тука за скоро време ќе се иселе, ништо не се произведува веќе во Македонија. Нема ни житарица, тоа е мал дел што го има, за тоа увезуваме од Србија и од други места. Не и кај што слушам некои што се јавуваат, ајде да не слушаме српска музика. Младите нема ли да бегат од тука? Дали во Германија кога ќе отиде српска музика, таму ќе му пуштат македонска музика? Абе тоа е такви луѓе што се јавуваат, глупи луѓе, ја не знам како српска музика да не слушаме. А во Германија германска има да слушаме, пари има таму, јаде, пие и кога си дојде туа со джип и станеви си купуе. И шо ако слуша германска музика? Тај српската музика е да забраниме, ама че има ли подобар живот? Дали земјоделието ќе тргне напред? Дали е образованието или здравството? Шо? Ви благодарам многу, истекоа 3 минути, имаме кратко време само за уште еден гледач. Добро утро. Ало, добро утро. Добро утро, повелете. Видите, Македонија се празни, затоа што власта прави услови за да си одат луѓето, за да се празни. Развој никаков. Фабриките ги затворија, сега фабричињата ги затварат. Со овие милиарди, да речем милиони евра играат фудбал. Овие горе, што е водат власта, со милиони меѓу себе се распрлат. Еве да го земеме Борис Трајковски сега. 2 милиона евра. Зашто тој човек дава таму пари? Шо масички ќе стави столчиња да дојдат гостите да седнат? Сигурно натре нема да јадат. Ќе јадат по ресторанти, по хотелите. Тие пари одат по джебој на така навака. Тие одат пари за растурење на Македонија. Селењето. Еве да речеме 200.000 стално зборуваат пасоши бугарски извадиле за да се селат. А нека би кажу еден дека во Бугарија собцелил тој што издај пасош. Ни еден. Нема во Бугарија што земал пасош од овде, македонец да оди да живее и да работи во Бугарија. Ни еден. И Мицковски го слушам са бајле вчера се, вика, последен услов ќе било вметнување. И да е то последен, не сме да кажи дека бугарите морат да се вметнат. Затоа што ги вметниме бугарите, тогаш тие ќе се кажуваат дека се македонски бугари. Да не снемат дал. И ќе не преправат сите тука, малце да се освести народот и овие да се спречат. Ова пусто што го прават тие услов стварат да се селат луѓето. Покрај што се селат индивидуално, се селат фамилиарно. Откорен се селат. А тоа овие го прават. Со претходниот само една реченица можам да се побрзам, што земјава е запустија, производство нема ништо, само трѓа има, не е обработена. Ако би се обработила како што треба, производи да правиме како што треба, нема да се селат надвор. Да. Чичо. Да, за жал многу работи би биле поинаку доколку се би справиле онака како што треба да правиме, но за жал покажавме во пракса дека не ги правиме, па токму заради тоа и ни се празни земјава. Време е за вестите во 7 часот и 30 минути, а веднаш потоа се враќаме назад во ова студио со сите останати содржини. Часот и 36 минути, продолжуваме со сите останати содржини. Телефонските линии ќе бидат повторно активни, но еве претходно ден после продолжениот викенд да видиме каква е состојбата на патиштата. Во овој момент на линија го имаме Јане Стојчевски од инфоцентарот на Автомотосојузот. Добро утро и среќен ден ви посакувам. Добро утро, ви благодарам. Повелете. Сообраќајот на државните патишта ово утро се одвива непречено по претежно суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна не се бележат подолги задржувања за влез и излез од државата. Ама само препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата.
особено на патиштата низ котлините, речните долини и клисурите, каде има можност од појава на одрони. Ова посебно се однесува за делниците Катланово Велес, Маврово Дебар Струга, Виница Берово и Кочани Делчево. За вакви слични информации, вашите гледачи може да не добијат на дежурните телефонски броеви 15555 за информации за состојба на патиштата и 196 доколку возачите имаат потреба од помош на пат. Ова беше се накратко од Автомотосојуз од Футринава. Имајте пријатен работен ден. Така, благодарам, пријатен работен ден и вам и на целиот тим. А ние продолжуваме со телефонските јавувања, со вашите коментари, ставови, размисли на првата, можеби и на втората тема, која што се однесува на квалитетот на воздух, кој што го дишеме, дали постојат регулативи, дали некој ги контролира, дали навистина од пандемијата па наваму се чувствуваме повикани да се грижиме за квалитетот на воздухот кој што секојдневно го дишеме и поради лошиот квалитет, за жал, здравјето на многу хронични болни е се по-лошо и по-нестабилно, а и не само на хронично болните, туку и на луѓето кои што немале никакви претходни проблеми, тегоби, заболувања. Првата тема е Македонија се празни, а државата нема стратегија за тоа како да ги задржи младите во земјава. Линиите се вклучени повторно, мислам дека имаме гледач, така да му давам збор. Добро утро. Добро утро, супер, поздрав. Добро утро. Љубав ден да имаме. Поздрав, љубав ден. Сите што говоре до сега и поддржувам. Како што треби ти каже. Али жална Македонија, жална била и жална остане. Како не е жал, знае сите, памтет како да се знае. Сите ќе ги вратиме што се привремено на работа, а тие туку замина. Не зна како не му е срам, жал, своето дете да ти на милост и немилост да замени. Па дали знае тие колку ни се децата потребни. Еве сега ние на овие години, јас си вела фала Богу што се тука, колку ни помагае, колку ни... А да си сам ни домо има како што треби, старите се осудени. Срамно, жално од ова златна земја, од ова златна државичка, децата писмени, школовани, за да и протервеш од државава. Тоа е ова е, не знам како да заресам, со сила и протервеш младите, со сила. Кој сака да бега тоа, ако ќе има плата ука? Срам да му е, жал нема е, душа нема е, срце нема е. Срам да му е. Поваче си го слуша како платите, пензите, не зна што, не зна како. На кого кажуват, на кого, не знаеме што демаме. Само Европска Унија. Нека е до растуред Македонија и не са ке тупајт поглед, од државата ќе изгубиме. Ја не знам дали са 10 души се во РДС, вакви незгодни, што не мисле за држава. Ја мисля имат паметни луѓе, тајне како да се среди. Да, Европска Унија, ама после утре, ево, што имаат грците менато? Ништо. А нашиве посјатките знаме тоа ќе бе скопано. Што имаме? Срамно. Само продава и све и на крајот со прстот пуста. Ма ќе бидеме бугари, па ќе бидеме, сега не си го правиме. Не се си луѓе. Овие не мисле за утре. Скапотите. Ними ќе им појд дома ручекот сервира, а луѓе во лепне се најадени. Болни биле, па ќе бидат болни, сака душата да се накрани добро, па да имат имунитет и здравје и да се развива. А со ошто, гледај какви скапоти. Пипунче 1 кило е стоденари, ај нека купи некој. Што е со нишки примање. Нека купи за бера, за тага. Не знам куде до каде ќе му овој нашиот стран и каде беше назад Албанија не 10.000 пати пред нас. Да.
Така е, ви благодарам многу и за денешното јавување. Многу од регионот земји не претрка и тоа со брзина на светлината, но како ќе се одвиваат ситуациите кај нас, да видиме. Добро утро за следниот гледач. Добро утро, Суза. Добро утро, Повели. Тебе. Благодарам. Телевизија. Благодарам. Много тешки теми имаме. Нема ништо да се размислиме, да се насмееме, само трудно. Прво би кажала за прошекот 36.000 денари. Кој ги има тие 36.000? Што ги има Вашевски, неговите и моите да се соберат сами на 36.000 просек. Кога видите 36.000 просек, ние ги просветале, поготово ние имат 10-12.000 пензионерите. Тие како живеат ја службен. Свако лице треба добро да нагледа да им се даде. Нека се оби малку ступне по главата и къде мисля, колите 30.000, едно можете 50.000 имаме пристъп. Затоа сега много да се зборува, да се вие наредите дебело от сиромасни, затоа што ние не будеме сметка да се буниме, да се бараме. Имаме малку проблем со звукот, така режија, нели? Доколку не можеме да ја подобриме врската, ја се извинувам, ништо не се слушаше, верувам дека ќе имате повторно среќа да не добиете, нешто се случи дали е во вашиот телефонски апарат или од кај нас, но ајде да му дадеме предност на некој друг гледач, повелете. Ало, добро утро, секој утро. Добро утро, Слободанка, како сте? Па да ти кажам најискрено, знаеш што се случува, Сузе, со телефониве, некоја фонија се јавува и не е добро. Јас зборувам сега, телевизорот е исклучен на нула, но уопште немам, значи, не ми е прва да се јавувам, нели? Ама и не е убаво, и гледачите ги слушат некако чудно, сите некако како да беат пуштени на интерфон, а не беат пуштени сигурно, значи нешто имате проблем изгледа со линијата. Сега да ти кажам како сум, па така оваа промена на време да ти кажам многу делува на мене и од Сабале Бајаги ми се случи така и Нокијска дека треба да се смене, нели да се заврна моментално, така да ја чувствам тоа многу. Сега да ти кажам тоа што го чувствам, се можеби последица од ова што се случува, ништо убаво не ми се случува, значи кога ја ставивте темата си размислувам сега како тоа го живееме животот од кога се направи таа приватизација, дали уствари ние живеевме под тортура, по тоа со газди, со малтретирање, со мобинг, со такви некои чуда, дали младите тоа го трпат, можеби јас на 50 години, мислам тогаш 50 имав, морав да го трпам затоа што немаше каде, нели, пак возрастна бев, никој немаше да ме вработи и морав тука да останам каде што бев, да трпам и да се мачам. Не трпат Суза сега, не може се, па не може, не е ни во ред да трпат затоа што еден живот е, така ли е? Така е. Сега за друга, значи страшно, не знам нешто убаво дека и овие што не водат и не знам дали уопште се загрижи, а они некогаш да речат чека бе, овие луѓе треба да живеат или само ние треба да живееме, само ние треба да имаме пари, некако како да заборавија да бидат луѓе во таа трка за пари, заборавија дека треба да бидат луѓе уствари. Не знам, го снема тоа, едноставно ја да си имам парички, ја да си одам ваму на летување, ја оволку станови да си направам и го снема човекот и сега си вика младиот што да правам ја овде, никој не се грижи за мене, а воздухот што е толку многу битен. Значи, тој воздух, толку години зборувам ја за тој воздух и кога оние другите, кога беше си легов паречалски воздух, ја да ти кажам, се изразувам, викам, може би ќе најдат некој начин, сега не сум толку мутава дека ќе дишеме, ама викам, може би ќе поработат на проблемот ете само тоа, ќе го истисат линданот, или не знам таму се што загадува, ќе средат се, ништо Сузе не се среди, вика повеќе луѓе починале од рак од загадениот воздух него од цигари, значи тоа е тука негде, еден доктор кажуваше на телевизија, значи не го кажувам јас тоа, не сум толку паметна, така да едноставно таква негрижа, знаеш како не знам како да не се работи за мојава земја, едноставно толку незаинтересираност не сум видела до сега.
Поздрав многу и убав ден на сите. И благодарам многу, Слободанка. И посакувам убав ден и дај Боже и вие и сите останати наши гледачи вака со леснотија да ги поднесат овие промени временски кои навистина знаат да бидат непријатни понекогаш и тешко се прешалтуваме и од топло на ладно, но и од ладно на топло. Но како и да е, секој од нас верувам дека открил некој свој личен, индивидуален начин како да се справува со сите слабости кои што ги чувствуваме од време на време, па и со годините, морам да признаам. Добро утро за следниот гледач. Добро утро, Сузане. Добро утро, повелете. Како да ги задржиме младите? Никако. Како ќе ги задржиме? Нема стратегија државата. Порано вика, дојдите во градот, те отварат фабрики, да се вработите, оставите ги селата. Таа е најлоша политика што се направи. Оставија луѓето селата, дојдоа во градовите, фабриките. Сега се затворија после транзицијата, се затворија фабриките, олигарсите ги зема сите фабрики и сега кој профитират? Само олигархијата. Они профитират. Де отворија предпријатија, трговски предпријатија, се покачува храна, се радија храна, немаме производство. Без село, град не бидува, кај го има тоа? Државата треба да преземе мерки да се направат задруги како порано што имало, да се направат задруги како Скопско поле што беше со и други тамо предпријатија, имаше производство, житарица, имаше за пипери, патличани, струмица тамо. Значи, не знам, треба да има и онај земјоделецот што ќе произведе, државата да му гарантира откупна цена и значи да има и он профит, а не сега кој профитира. Сега профитират овие трговците. Земи по 20 динара, патличани, пипер земи по 30 динара, овде 70, 80, 100 динара. Краставица, кога била краставица 120 динара, бе? Кога била краставица 120 динара? Али нема производство. Кој ќе произведе? Младите не произведуваат. Значи, треба да има министер за земјоделие од земјоделски факултет. Од тие старите професори што го разбират стварно, а не се овие купени дипломи, земјоделие он се прави. Не тиквишијата таму. Што направија? Тиквишијата остана и лошев се запустија. Нема се оде назад. Нема кој да работи више. Грожјето од 10 денара не е качено никоја година. Никоја година. Еве сега се да качи. И кој тој ќе работи земјоделец, ќе остане земјоделие да работи. А сега во предпријатие се запослуват, што зимат 200-250 евра и нема тука живот. После не му плаќат пензиско. Пензиско со стаж нема. Со кој стаж ќе оде утре у пензија и ќе се жала. А мора, ако се побуни, одма вика, оди ќе си најдеме други. И сега нема, ќе дојде ред и ќе немаме и работници. Ја не знам ова на лошо оде никога поарно. Значи полошо не било ова. Ака ви благодарам многу и за вашето јавување, да му дадеме збори на следниот гледач, повелете. Добро утро, Сузана. Добро утро. За многу години нека е денот денеска. За многу години, Свети Јоаким Осоговски, така. Почитувана Сузе, многу има работи и причини за тоа што се случува кај нас во Македонија. Прво, мораме да се сложиме дека тоа е на некој начин и општествени глобални процеси. Но, неголемата вина е во Македонија. Македонија за своја држава ја чувствуваат само македонците од славјанско потекло и никој друг не ја чувствува. Другите народности во Македонија со голем почит кон нив си одбраја своји елити, кои елити се грижат за својата популација. Значи,
од чардак луѓе се одбраја да ги водат. А што се случи со македонскиот славјани? Прво, со транзицијата се случи катастрофа. Македонските славјани ги имаја фирмите, никој да не ни е крив. И со тие фирми, преку акциите, преку башката доктрина, се случи да директорите од претходниот режим ги земаат фабриките. А кој беа директорите од претходниот режим? Тие што беа најсервилни, кои што се одборуваа на тогашниот режим. Не велам дека не беше добро, но стана уште полошо сега. Значи тие што ги водеа македонските славјани во тоа време, го зедоа капиталот. А кои се тие луѓе? Знаете ли кои се? Па тие се потомци на лумпен пролетаријатот со доаѓањето на југокомунизмот. Во Македонија капиталот го зедоа потомци на лумпен пролетаријатот, кои то не знаат што е домаќинство. Каквите луѓе денеска нас не водат? Тие нас не водат. Треба 300 години да поминат да тие стекнат чувство за својата популација да ја штитат. И сега, што ни остана на старите? Да не пуштат во планина волците да ни изедат. Толку сузе, пријатно. Пријатно, ви благодарам многу за вашето јавување. 7 часот и 54 минути имаме време за уште еден гледач во овој дел, а потоа продолжуваме после 8:55 и со останатите јавувања. Добро утро. Дали се слушаме? Повелете. Добро утро. Добро утро, среќен ден. И вам. Вака. Македонија се празни. Рецепта да не се празни Македонија. Уште од далечни 90 години почнаа они со геноцид. Ни затворија фабрики, предпријатија, оставија пустош, ги грабна 9 милиарди што беа дадени за рестартирање, а не затварање на фабриките. Одавно би биле ние у ЕУ. Ние бевме друга Швајцарија, друго Монако, металски завод Тито. Можете да проверите, има уште еден погон. На најразвиена земја, то е Шведска, изvezujeme. Стечајни управници се виновни. Дајте ги нив, одземите нив, све што поседуват и етене у Европа. Европа ќе трча по нас. Мозговите се на Балкан. А за воздух, за ова клима. Знаете ли колко е пишма што уништија под јазик ми е вамо колку снема животни, мивотни. Ту под јазик ми не можем да се сетам, пошто малце сум и од бардов си останато. Кај ни отидоа бели ордови? Кај? Од пожари, од овие работи. Затоа е загадено за све. Колку животни изумреа и на Тарзанот чита изумре, пошто и секоја шумата цел свет ја осети. Как? Под јазик ние не можам да се сетам. Само стечајни управници да се очитат потекло на имот на нив, тие не направија робови. 300 и кусур илјади. Него едно е чудо, мили Боже чуда великога. Кај ни отидоа 30.000 подписа, што директно 2001 година их спратиме за Страсбург, али не стартало. 2 пути арест, Кири Траим, усред ЕУ, еднаш пред Континентал, на надвожњагот, се палам, има оживки.
Останав и без жена и без деца, али не напустив моја мајка Македонија. Останав тука, мани и деца, мани све. Најтешко е што заробив и внуци, и правнуци, и све. Они ми плаќат и станарина и све. Така. А со решењето, академик ни носи решења, а не Јас мола. длабоко сочувствувам со вашата животна приказна, тоа неколку пати сум го кажала, еве ние сме ви некаква поддршка овде, барем да ни кажете што ви лежи на срце, ако имате идеја дека за нешто навистина можеме ние да поттикнеме некоја тема со која што ќе се подобри вашиот живот, тогаш предложете ни, ќе ја отвориме и таа тема за дискусија. Ви благодарам што и денеска бевте со нас во нашите утрински разговори, но со разговорите и со вашите јавувања продолжуваме во вториот дел после гостинот. А сега малку минути за хуманост. Знаете сите вие кои што сте корисници на социјалната мрежа Facebook, па и на Instagram и така натаму, дека после 3 недели поминати на интензивна нега, младиот Леонид кој доживеа сообраќајна несреќа во Грција, од вчера е префрлен на оделение, што значи дека неговата здравствена состојба помалку се стабилизира и се подобрува. Еве го и графиконот и тука можете да погледнете на кој начин можеме сите да помогнеме и да донираме. Но, за жал, за неговото понатамошно лекување се неопходни 200.000 евра. Средства кои родителите и семејството не можат да си ги дозволат и затоа ги замолуваме сите хумани граѓани кои се во можност на некаков начин да донираат и да помогнат во лекувањето на младиот Лео. Оваа фотографија се споделува интензивно изминативе 7-8 денови. Верувам дека секој еден од нас ќе ја покаже својата хуманост на дело и дека ќе му помогнеме на Лео да го врати назад својот квалитет на живот и да го израдуваме неговото семејство. Наред е прилогот кој што го правеше нашата колешка Ивана, поврзан со свесното родителство. Таа разговараше со Катерина Лјамова Богоевска, организатор и основач на конференцијата Свесно родителство, и низ разговорот е вака да се преслушаме сите ние возрастните и полнолетни луѓе, колку сме ние одговорни родители, колку можеме да се подобриме во таа многу важна улога на секој еден од нас, и во следниве минути еве заеднички можеме и на нешто да се подсетиме, а и нешто да научиме. Колку ние како родители сме свесни, колку пати сме се запрашале дали сме добар родител и дали го вадиме најдоброто од себе за воспитување на своите деца. Токму на оваа тема и многу повеќе прашања ќе се одговорат на конференцијата Свесно родителство, која што е во организација на Катерина Лјамова Богоевски, која што токму ова утро ќе ни одговори многу повеќе прашања за тоа што е свесно родителство, но и што ќе сочинува конференцијата која што ќе се одржи овој септември. Кате, најпрво ќе ти посакам добро и убаво утро. Добро утро и на тебе. Ти благодарам многу за поканата. Многу ми е мило што можам да зборувам со тебе на оваа многу интересна и важна тема. И да, како што кажа, конференцијата за свесно родителство е настан на кој што ние ќе зборуваме повеќе за тоа што значи да се биде свесен родител. Насочени сме конкретно на родителите кои што забележале дека нешто не е окей во сите оние традиционални начини на воспитување. Кои што забележале дека не се чувствуваат окей да ги казнуваат, да ги удираат децата, да користат уцени. И се запрашале некогаш дали е ова навистина правиот начин јас да го воспитувам моето дете. Јас на токму тие родители сум насочена кои што сватиле дека не е баш тоа најдобриот начин. И со оваа конференција сакам да им помогнам да сватат дека има и друг начин, дека постои, а тоа е свесното родителство, односно свртување пред се кон себе си, насочување на светлото кон нас, родителите, запознавање на самите себе си, поминување целосно низ нашите трауми, станување свесни за нас самите, како нашето однесување целокупно се одразува врз развојот на детето и неговата емоционална состојба. И едноставно со станување на посвесен за самиот себе, ние ќе почнеме да ги водиме нашите деца со пример. Не треба буквално ништо посебно да правиме. Кога ние сме само свесни доволно, ги водиме нашите деца со пример.
Да, но колку мина, еве често верувам дека и тебе ти поставуваат прашања, родителите се обраќаат до тебе затоа што сепак нели се работи за втора конференција, веќе навлезана се нели во ова свесно родителство. Дали сум јас добриот родител? Дали јас на најдобар начин го воспитувам своето дете и како да бидам можеби подобар родител и дали можеби пријателката, комшијата или сестра ми е подобар родител од мене? Па да си го постави некој ова прашање, дефинитивно значи дека веќе е на добар пат, затоа што тој што е свесен родител се преиспитува себе си, дали јас сум окей, дали ова што го праваме добро и веќе почнува да изнаоѓа некои начини да се распрашува, да чита, да се едуцира. Оние кои што никогаш не си го поставиле тоа прашање, тие треба да бидат загрижени, а не овие другиве. А тоа дали комшијата, сестрата, тетката и така натака е подобар родител од мене или не, па мислам дека не би требало да се споредуваме и знам колку влијанието од околината е важно и колку е тешко да се справиме со него. Меѓутоа во ситуации каде што имаме такво влијание, треба едноставно да застанеме на момент и да си кажеме што во овој момент е најдобро за моето дете. Значи не да ги слушам некој случаен минувач, некоја тетка на каса во маркет, обично тоа се случува така во некои непредвидени ситуации. Туку исклучиво да се слушнам себе, што мислам дека во овој момент е најдобро јас да направам за моето дете. И тоа не само во моментот, туку да гледам долгорочно дали тоа ќе биде најдобро. Можам со примерова да ви го објаснам. На пример, моето дете во маркет сака, не знам, чоколадо и вреска на каса. И тетката на каса ќе се сожали и ќе рече, па јас ќе му го поклонам. А како родител вие треба да поставите здрава граница, тоа е свесен родител, затоа што долгорочно тоа ништо нема да постигнете ако вашата граница ја погазите во тој момент. Едноставно детето ќе знае дека со врескање со солзи ќе добие се понатака. Треба да застанете зад својата граница и да кажете благодарам, меѓутоа нема да го земеме чоколадцето. Денеска не се договоривме дека ќе купуваме чоколадце и си продолжувате со денот. Едноставно знам дека тоа е многу тешко, кога доаѓаат сите тие влијанија од страна, да застанеме за тоа ние што го поставуваме како граница и да се поставиме како свесен родител во тој момент. Меѓутоа е можно и сакам да знаете дека јас се чувствувам во тие моменти непријатно и мене ми е што ќе кажат сите од страна, дали ќе помислат дека сум јас лоша мајка ако моето дете е вреска на каса, дали ќе биде подобро ако јас му дадам нешто благо и тоа се смири во секундата. Меѓутоа, тоа не е свесно родителство. Свесно родителство е она спротивното. Каде живееме во такво општество каде што навистина многу се слуша и се дофрлува од страна и се мешаат во родителството. Многу луѓе, како што споменети, дури и случајни минувачи, имаат храброст да придат и да им коментираат на родителите како треба и да се чува детето или како треба да се воспитува, или ако касне едно чоколадо дека ништо нема да му биде. Многу често ги слушаме и коментарите, епа вие како сте растеле, како вас ве изгледавме, како сте пораснале вие со оние некои стари норми кои што важеле во некое друго време. Како да се тргнеме од тие норми кои што некако се провлекуваат се уште до ден денес? Па јас би кажала дека нашите родители не воспитувале за време кое што повеќе не постои. Како што се менува светот, така мораме да ги менуваме и начините на родителување. Но исто така и треба да се каже и важно е и знам дека ова нема да биде најпријатно за слушање, меѓутоа ние што растеме во денешно време, што сме родители, не сме баш... Замислете колку би можеле да бидеме како личности поуспешни, посреќни, постварени, доколку нашите родители користеле малку по-други методи на родителување. Јас не велам дека нешто нас ни фали и ни е погрешно. Не ни фали, меѓутоа замислете какви би биле кога би имале малку поинакво искуство. За она што сите од страна дофрлуваат, најубаво е да се работи на тоа да се зацврсне нашата интуиција како родител, а интуицијата како се зајакнува со едукација. Едукацијата ги проширува нашите перцепции, ја проширува нашата перспектива. Знаеме дека постојат и други начини како може едно исто нешто да се направи
и како можеме да стигнеме до една долгорочна цел, но на поинаков начин. Така можеме да останеме имуни на сите тие надворешни влијанија од сите околу нас. Да, токму на овие прашања, односно темата и на конференцијата во септември ќе биде токму нели свесно родителство, каде што ти си нели основач и организатор, па што поточно ќе може да се слушне во кратки црти нели она што ќе биде дел од тие неколку дена на конференцијата. Па конференцијата за свесно родителство е настан кој што оваа година втор пат го одржуваме, како што кажа. Лани имавме 12 предавачи на конференцијата, оваа година решивме да додадеме поголема вредност и ќе имаме 15 предавачи. Оваа година имаме и своја платформа, тоа е родителство.мк. На платформата се представени во детали сите предавачи, јас само накратко ќе кажам кои теми ги покриваме. Значи, имаме теми од меѓуврсничко насилство, социјални медиуми и безбедност за деца, поставување граници со поширокото семејство и со светот, како да се биде свесен родител тргнувајќи од себе, како да се постигне соработка со детето, како се развива детскиот мозок. Имаме и предавање за родители на дечиња со посебни потреби. Тоа е посебно предавање на конференцијата кое што лани на вистина многу од родителите го побараа. Потоа имаме за како да зборуваме со нашите деца за финанси. И можете да забележите дека таа конференција наша опфаќа толку голема област на теми што ќе има за секоја возраст на дете, односно за секоја возраст на родител на дете. Така што ги поканувам сите да си отворат на родителство.мк да си разгледаат дали некоја темите им паќе око. Секој ден ќе имаме по 3 предавања, ќе се одржуваат од 18 до 22 часот и сите се целосно онлайн. Прво одат во живо, а сите снимки ги зачувуваме на платформата и секој од учесниците со пристапување кон својот кориснички профил можат да си ги гледаат во свое време и со свое темпо сите предавања и остануваат за секогаш за нив. Ќе ни откриеш ли кои ќе бидат дел од предавачите на конференцијата, од кого ќе можат да слушнат, да научат, па подоцна и да практикуваат нели родителите на своите деца за свесното родителство? Да, па можам да откриам неколку од едукаторите. Например, психолог Елена Джебар, детски психолог Кристина Стефановска, тренер за личен развој и НЛП тренер Ана. Ана исто така е автор на книгата Благодарам, Ана Салтирова Давидовски. Тренер за родители на дечиња со посебни потреби и трансформацијски тренер Маја Стојчевски. Собственик на мал бизнис и мајка Моника Зец, Ангела Срезовска Гонзавлес, едукатор за родители и да не ги набројувам сега сите и да не ми се налутат тие што не ги спомнав, ама има од стварно многу области едукатори за родители и ќе биде опфатено баш многу, ќе добијат голема вредност и дефинитивно тие што беа лани потврдуваат дека е едно трансформирачко искуство за секој родител. Ката ти благодарам за одвоеното време. Ти посакувам да имате уште многу успешни конференции на оваа тема за кое што и тоа како треба да се зборува допрва нели во нашево општество и верувам дека голем дел од родителите ќе се пријават и дека потоа ќе го применуваат нели тоа што ќе го слушнат и ќе го научат од предавачите кои што и едукаторите кои што ќе бидат дел од оваа конференција. Се согласувам со тебе и многу ти благодарам за ова гостување. Еве, наред се минутите за нашиот гостин, тема за здравство, поточно реформите кои што деновиве се многу актуелна тема, реформите во примарната здравствена заштита. На наше големо задоволство, ова утро наш гостин е доктор Златен Мехмедовиќ, координатор на целиот овој процес на реформи или трансформација, како што вие ги нарекувате. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и поздрав до вашите гледачи. Благодарам. Се радувам што и на нашиот медиум имаме можност еве вака од прва рака да проговориме. За жал нема да можеме да вклучиме гледачи, бидејќи многу важни информации имаме да исцрпиме и да ви ги дадеме информациите, но кога би можеле нашите гледачи, јас сум сигурна дека многу нешта би сакале да ве прашаат со оглед на тоа што
и нашата публика се луѓе во трето доба кои што често пати гласно говорат за слабости во нашиот систем, особено во сето она кое што од 2004 година наваму не беше ништо променето. Ова е прва поголема реформа во примарната здравствена заштита од 2004. На кои слабости најмногу се потрудивте да поработите? Не се само граѓаните од трета доба, како што споменавте, засегнати со оваа трансформација на системот. Напротив, мислам дека системот сега се трансформира во систем кој што ќе биде систем што ќе предвидува на кој начин ќе се движат болестите, ќе ги скенира, ќе работи на промоција на здравјето, ќе работи на превенција на болести и тоа ќе биде базично основата на примарниот здравствен систем. Да имаме поздрава популација, работоспособна популација која што ќе има поквалитетни години на живот, која ќе биде во третото доба, да не биде оптеретена со хронични болести кои што за жал ги имаме многу, како што се хипертензија, хронична обструктивна белодробна болест, астма, хипотиреоза, дијабет, ги има и останати, меѓутоа овие се 5 на кои што се фокусиравме. Во наредниот период секако дека ќе ги отвориме темите за нови дијагнози кои што ќе можат тука да се вклучат, но во основа би сакал пресекот да биде ставен токму на тоа дека скринингот и превенцијата на болести заедно со промоцијата на здравјето ќе бидат многу важни за да имаме малку поздрава популација од она која што имаме сега во моментот. Видете, во моментот македонскиот просек на живот е негде околу 5 до 7 години, зависи дали се работи за мажи или за жени, под европскиот просек. Тоа значи дека нашите граѓани порано умираат, имаат повеќе болести со кои што се оптеретени. Нивниот живот во третата доба е многу понеквалитетен од оние кои што го имаат европските граѓани. Земајќи ги европските пракси на нашето поднебје во Македонија, можеме да кажеме дека на тој начин ќе ја пресликаме сликата за очекуваниот век на живот и кај нашите граѓани, кој што треба да биде подолг, но и за квалитетот на животот кој што го имаат граѓаните, кога ќе ги достигнат тие веќе постари години на живот. Така. Ова е одлична информација да се знае и да се повторува постојано, да се подсетуваме колку е важна превенцијата на времената превенција. Што новитети нуди ова нова реформа, нова трансформација и со што се дополнително имаат матичните лекари можност да им помогнат на своите пациенти? Мислам дека матичните лекари, ја споменавте реформата 2004 година, која што всушност во склоп со она што се работеше со Фондот за здравствено осигурување, стави одредени граници кај матичните лекари кои што не им дозволува да можат да постапуваат согласно едукацијата, односно факултетот кој што го имаат завршен и нивните специјализации, тоа се специјализациите по семејна медицина. Одредени компетенции, одредени ингеренции им беа одземени за едноставни дијагнози кои што сега ги враќаме повторно на примарна здравствена заштита, требаше да се упатува на секундарно, терцијерно ниво, на тој начин непотребно се шетаа пациентите во системот, се изложуваа на непотребни немедицински трошоци, да не зборуваме за медицинските трошоци, во моментите кога нема да можете да си ги дозволите немедицинските трошоци, тогаш ќе морате најверојатно терапијата да си ја платите во сопствен джеп или лабораториските анализи или другите испитувања. Тоа нема да го има повеќе со оваа трансформација на здравствениот систем. Сите оние базични услуги кои што може да се дадат на примарна здравствена заштита согласно компетенциите, протоколите, клиничките патеки, индикаторите за квалитет, ќе бидат квалитетно, ефикасно и секогаш со емпатија дадени од стручни професионални работници во примарната здравствена заштита и тука нема да се фокусирам само на лекарите, затоа што улогата на сестрата исто така се зајакнува со трансформацијата на системот. Во делот на клиничките патеки точно се знае што работи сестрата, што работи лекарот. Ние тоа го велиме поделба на услугите помеѓу тимот на примарна здравствена заштита. Говоревме за тоа дека ќе има дополнителна сестра и ќе има дополнителна сестра која што ќе се грижи исклучиво за промоција на здравјето и превенција на болести, но исто така ќе обезбедиме и дополнителен администратор онамо каде што административниот товар е голем и каде што нема да можат матичните лекари и сестрите во тим да ги задоволат административните услуги кои што се побарувани од фондот со цел да можат да се фокусираат малку повеќе на пациентите. Така, колку беа ли вклучени матичните лекари во изодување на сите чекори додека дојдовте до финалните начини како ќе се спроведуваат, на кој начин ќе се воведуваат овие реформи, бидејќи ова е цел систем од нешта кои треба да се исполнуваат, така? Од првиот до последниот чекор, кој што го правевме во трансформацијата на овој систем, и сега во моментот матичните лекари се клучниот елемент. Матичните лекари и сестри, повторно ќе кажам, тоа е тим на примарна здравствена заштита, да се клучниот елемент
кој што учествува во процесот на креирањето на трансформацијата и тоа така и ќе остане. Тоа не може да биде поинаку. Мораме да ги имаме со нас главните стейкхолдери, главните актери во системот, кои што мораат секогаш да ни кажат кои се проблемите и од нив да произлезат решенијата за тоа како треба да биде на некој начин сетиран системот. Можевте да видите во текот на изминатата недела дека и од матичните лекари дојдоа пораки на поздравување на оваа трансформација на системот, затоа што во основа се работи за нешто што они го бараа веќе подолг временски период. А тоа е да бидат повеќе лекари и медицински сестри, помалку администратори. Најтешкиот проблем за секој матичен лекар и сестра е тоа што ќе треба низ системот, на мој термин, да пребаруваат каде да го препратат пациентот. Не постои систем во светот, да се разбереме, кој што може да обезбеди мини клинички центар со сите можни специјалности во едно мало место каде што имате една, да речеме, популација од 5 до 10.000 жители. Меѓутоа, светот свати дека системот кој што може да го направи достапен за таа популација е всушност преку групна пракса на повеќе матични лекари, семејни лекари, кои што ќе можат да даваат повеќе услуги токму за таа популација низ одредени компетенции за најчестите дијагностички заболувања. И тоа е системот што го превземаме. Тоа е системот кој што, како што каже, функционира и во Европа и во светот, и кај нас ќе биде веројатно таков пресликан, квалитетен и ефикасен како што очекуваме. Така. Што се однесува до тие најчести хронични заболувања, значи од сега па натаму матичните лекари ќе можат директно тие да им ја препишуваат терапијата на своите пациенти. Тоа се неколку болести: дијабетесот, хипертензијата, хипотиреозата, хоб и астма. Так. Да бидеме јасни, се работи за 5 најчесто препишувани лекови кои што се однесуваат на овие 5 дијагнози. И тоа се лекови како што е лосартанот, како што е карведилолот, како што е флутиказонот, како што е левотироксинот и глукофажот. Во основа се работи за лекови кои што во текот на 2022 година биле препишани од специјалист и подигнати од аптеките во количина, слушајте добро, 3,5 милиони. Се работи за огромна количина на лекови, која што кога ќе ја ставите во контекст, ќе видите дека се работи всушност за непотребно упатување на пациентите на секундарно и терцијерно ниво. Не секој граѓанин во Македонија има можност да има специјалист блиску до својата врата, за да може брзо да си ја заврши работата, без при тоа да бидат засегнати неговите дневни обврски, потреби и така натаму. Затоа сега матичните лекари, овие 3,5 милиони лекари, кои што очекуваме и да пораснат како цифра, затоа што ќе бидат сега полесно достапни. Кога се полесно достапни, тогаш потребите на граѓаните полесно се задоволуваат и таа бројка ќе расне. Меѓутоа, тоа е во насока на тоа добро да се контролираат раните фази на болеста, со цел да немаме понатамошни компликации и во делот на хипертензија, дијабет, хипотиреоза и така натаму. Так. Дали во овој процес на трансформации или реформи, како сакате, е опфатено и некое можно ревидирање на позитивната листа на лекови? Секако, тоа е апсолутно делот од 5 најважни точки на оваа трансформација. Една од нив е ревидирање на позитивната листа на лекови. Знаете дека таа листа не беше ревидирана од 2008 година, речиси 15 години е ревидирана и мора да се најдат и ќе се најдат нови лекови, иновативни лекови за сите овие дијагнози кои што ви споменав, кои што ќе може да се користат и на примарна, на ниво на примарна здравствена заштита, меѓутоа и на секундарно и на терцијерно ниво. Зошто е тоа важно? Затоа што, како што кажав, 15 години немаме нови иновативни лекови кои што ќе бидат без дополнителен товар, без дополнителен трошок дадени на граѓаните, но сега, секој октомври и секој април, комисијата која што е состаната, односно која што е составена од Министерството за здравство со цел да може да ја разгледува оваа листа, ќе има состаноци во овој период, октомври и април, и во тој период практично ќе биде одлучено за тоа кои нови лекови ќе бидат ставени на листата. 2 пати годишно ќе имаме ревидирање на листата и таа листа ќе биде согласно европските препораки. Така, што доколку еве со сите овие нови реформи се случи зголемена фреквенција во амбулантите, ординациите кај матичните лекари, па се создаде една гужва или еден хаос кој што дополнително може да стане проблем? Напротив, очекуваме да има намалување на гужвата. Ево кажав тоа неколку пати. Значи до сега кога ќе отидевте на матичен лекар и кога ќе требаше да ви се препише на пример лосартан или карведилол, вие ќе требаше да добиете упат за секундарно ниво. Така
Тоа значи дека ќе има гужва додека ги добиете упатите, после тоа ќе треба повторно да се вратите кај матичниот лекар за да ви ја препише терапијата. Така да двете посети кои што беа на некој начин задолжителни, и тоа е само за едно препишување, доколку во текот на годината треба 2 пати тоа да го направите, тоа се 4 посети. Тоа ќе биде скратено на половина. Ќе отидете кај матичен лекар, ќе ги направи истите процедури кои што ги правел до сега, ќе направи проценка за вашиот кардиоваскуларен ризик, ќе ви ја препише терапијата и ќе следи вашата состојба без да ве препраќа на лекар специјалист, без да бара во мој термин кога имате слободен термин, без да го одлага процесот на дијагностика и терапија. Так, колку голем процент од нашите матични лекари се подготвени сега и веднаш да ја стартуваат целата ова реформа? Сите буквално до последен. Ја мислам дека нема матичен лекар кој што нема да може да ги препишува овие лекови. Протоколите кои што ги споменува, согласно кои што се препишува терапијата, се излезени во службен весник уште од 10 август, така да беа достапни 10 на дена пред да ја најавиме реформата, некако 15 на дена пред официјално да излезат во службен весник правилниците од Фондот за здравствено осигурување, кога им можеа да ги препишуваат лековите, а тоа беше минатата среда. Секој од нив е доволно компетентен и сега има помош од специјални алгоритми кои што се составени во составен дел на протоколите и каде што може да види точно кога, каде и како и за кој стадиум од болеста треба да препише соодветен лекар. Така, на еден медиум пред неколку дена имавте гостување во кое ве слушав внимателно и кажавте дека има една голема бројка на недијагностицирани случаеви на дијабет и на лица со хипертензија. На што се должи сето тоа? Веројатно на делот на скринингот, затоа што кога имате добар скрининг, тогаш ја знаете точно и преваленцата на заболени во Македонија, меѓутоа со оглед на тоа што скринингот не беше точно дефиниран во протоколите како треба да се прави, беше согласно програмите од Министерството за здравство кои што се исто така стари и кои што треба да се ревидираат. Сега новиот начин на практикување на протоколите со помош на скринингот кој што е ставен како составен дел на тие протоколи, точно знаете кога треба да направите скрининг, што треба да направите во скринингот и како да одредите дали одреден пациент, да кажеме, ќе има некој атеросклеротичен несакан настан за период од 5 или 10 години. Тоа се повторно тие последни научни сознанија кои што ги имаме од медицината, имплементирани во протоколи кои што се применливи за примарна здравствена заштита. Бројките се навистина страшни. Ако сакаме да говориме за нив, еве според извештајот кој што го добивме и анализата која што ја направивме со помош на домашни и странски експерти од Светска банка, видовме дека се работи за бројка од регистрирани негде околу 130.000 пациенти по дијабет, кои што имаат дијабет. Меѓутоа се смета дека имаме нерегистрирани 120.000 дополнителни. Вкупната бројка, процената на сите заболени од дијабет во Република Македонија е 250.000, ние имаме скрининг направено за 130.000 и тие се на терапија. Останатите се изложени на ризик поради високото ниво на шекер да развијат компликации. Дали ќе биде тоа ретинопатија, нефропатија, коронарни артериски болести или дијабетично стопало, ќе видиме. Зависи од тоа колкаво е нивото на шекерот, колку долго трае тој дијабет, колку време е недијагностициран, колку време не прима терапија пациентот и така натаму. Меѓутоа компликациите се страшни и тоа е нешто што сериозно ќе го оптовари секундарното и терциерното здравство, доколку примарното здравство не си ја заврши својата работа. А имаме речиси двојна, значи 100% бројка од оние кои што се дијагностицирани во делот на недијагностицираните. За хипертензијата е малку поинаку, меѓутоа апсолутната бројка на преваленца на оние купно дијагностицирани со хипертензија е негде околу 410 до 420.000, а вкупната бројка се проценува на 530.000. Помала е бројката на оние кои што веројатно немаат направено скрининг, меѓутоа во апсолутни бројки кажав тоа се уште сериозни џебови во дијагностиката кои што фалат и кои што примарната здравствена заштита сега очекуваме да ги испорачува. Так. Јас посакувам навистина многу среќа и ова реформа навистина да го подобри. Секој сегмент каде што имаше со години се провлекуваа одредени слабости кои што навистина премногу немир и стрес предизвикуваа кај граѓаните. За време на пандемијата, особено во таа прва година додека светот, па и ние сите поединечно не можевме да едноставно секој лесно не можеше да се снајде во сите тие промени, бевте силна поддршка на граѓаните, на луѓето. Колку го промени начинот на живење, начинот на третман, колку вас како здравствени работници ве научи целата таа една ситуација која за сите нас беше новина? Многу. Значи, искуството кое што го имавме од пандемијата е пред се травматично.
и е непроценливо во исто време, затоа што не бевме подготвени за еден таков удар, за таков патоген, не бевме свесни дека практично влегуваме во војна со микроорганизми. Знаете дека траеше 3 години, минатата година конечно е прогласена крај на кризата поврзана со COVID-19, меѓутоа искуствата кои што ги стекнавме во текот на таа COVID пандемија, прво и основно што не научи е дека мораме да ја заакнеме примарната здравствена заштита. И најпаметните земји тоа го направија во текот на пандемијата. Ние малку доцнеме. Меѓутоа, во текот на минатата година имавме сериозни дискусии во рамките на координативната група, надзорниот одбор што е за реформи во примарна здравствена заштита, и всушност тогаш беше одлучено дека треба да дадеме силен стимул на трансформацијата на системот и затоа еве денес гледаме како тој се случува. Не би сакале во иднина да имаме неподготвен здравствен систем. Знаете, често апелиравме дека матичните лекари се најмногу на удар кога е пандемијата, апелиравме да бидат во близок контакт со своите пациенти, да ги слушаат советите, да внимаваат на другите болести. Меѓутоа, со оглед на тоа што, како што кажав, имавме систем кој што е нереформиран од 2004 година, беше малку потешко да се управува со пандемијата и беше потешко за матичните лекари. Меѓутоа, овој нов систем верувам дека ќе донесе многу поподготвен во цело здравствен систем во Македонија. Верувам дека ќе биде така и посакувам вистина да се реализира секој чекор онака како што сте го замислиле во целиот тој процес. Многу среќа и трпение посакувам и на матичните лекари, ама и на пациентите, бидејќи и ние сите како пациенти треба навистина да знаеме дека не може се веднаш во еден момент да се заврши. Посакувам вистина превенцијата да биде на прво место кај граѓаните, кај секој еден кој што знае дека здравјето е најважно од се и секогаш треба да најдеме време за консултација, проверка, анализи и така натаму еден чекинг да направиме, барем 2 пати во годината, ако не почесто. Ви благодарам, доктор Мехмедовиќ, што бевте наш гостин ова утро и што ми разјаснивме многу повеќе информации поврзани со новите реформи за подобро, се разбира, на сите нас. Ви благодарам за поканата уште еднаш, за соработката и за можноста да можеме на граѓаните да ги објасниме. Ви благодарам и вам и секогаш сме тука за да промовираме нови и убави нешта, важни за здравјето и животот на нашата популација. А сега е време за вести, се селиме во соседното студио. Осум часот и 52 минути, второ полувреме, втора рунда, како сакате, за сите вие кои сте најактивни, најамбициозни, најмногу и најчесто ни се јавувате, коментирате и се вклучувате во отворени дискусии на темите, на една од двете теми. Втората тема, која што официјално ја отвараме во овој момент, се однесува на квалитетот на воздух кој го дишеме. Низ годиниве наназад многу честа отварана тема, особено во зимските месеци, кога е воздухот најзагаден. Многу подзаконски акти се испиша, многу акцијски планови се испланира, многу препораки од ЕУ и така натаму, но сепак ние се гушиме во опасно загаден воздух. Прилогот на Никола Цветковски ги отвара телефонските линии. Македонија, иако со години се наоѓа на врвот на неславната листа земји со загаден воздух, никако не успева да ги унапреди стандардите за работа во депониите. Големиот број закони, подзаконски акти и акцијски планови, како и препораки од Европската комисија, не ја решаваат состојбата и редовно остануваат само како мртво слово на хартија. Последниот алармот го вклучија жителите на околните места крај скопската депонија Дрисла, кој во петокот во огромен број излегоа на протест, бидејќи редовно страдале од белодробни заболувања и канцер поради неадекватното горење на медицински отпад. Од еколошкото здружение Ековита вела дека во Македонија најголем дел од комуналниот отпад се одлага во диви депонии, каде најчесто се пали, што пак има огромен удел во загадувањето на природата. Оттаму додаваат и дека надлежните не ги почитуваат меѓународните конвенции за животна средина, што е извор на проблемите. Почитување на Архуската конвенција, односно информирање, консултирање и вклучување на граѓаните кога се носат одлуки од загадувачки карактер. Сето ова не се спроведува и почитува во Македонија. Се носат брзи одлуки без да се запознаат граѓаните, се крши Архуската конвенција и кај граѓаните ова предизвикува недоверба во системот. Тој смета дека за решавање на проблемот потребно е сеопфатно решение, а не брзи адхок одлуки кои ги практикува власта.
За решавање на проблемот со депониите потребно е системско решение, а не брзи одлуки. Најпрво треба да се воспостави систем за примена на селекција на комуналниот отпад од комуналните предпријатија и локалната самоуправа со цел да се намали количината на отпадот која треба да се депонира на депониите и да се рециклира поголем дел од суровините. Македонските депонии постојано создаваат проблеми за луѓето кои живеат околу нив. Охридско-Струшката депонија во Буково редовно се пали и ги задушува 6 села во својата околија, а во подобра состојба не е ниту Русиново Полошкиот регион. Освен што се палат, жителите постојано се жалат дека кучиња скитници разнесуваат токсичен отпад во околните населени места. Во меѓувреме, покрај бројните заложби и предизборни ветувања, нејасно е дали и кога надлежните навистина ќе превземат мерки за унапредување на еколошките стандарди на депониите низ државата, особено имајќи во предвид дека тоа е една од најскапите реформи во процесот за пристап кон Европската унија. Ете дека го добиеме првиот гледач во овој втор дел кој што би говорил на вторава или можеби на првата тема. Се едно ваше изборот да проследиме и некоја актуелна информација за периодот во кој што се наоѓаме. Објавена е програмата на 31-то издание на Камерниот театар Ристо Шишков. 31-то издание на меѓународниот фестивал на Камерен театар Ристо Шишков традиционално почнува на 8 септември годинава, на Денот на независноста, а годинава на оваа програма се 10 остварувања од земјава, од Бугарија и Словенија. Завесата на овој фестивал ќе кренат актерите на Велешкиот театар Джинот со представата Татко од Флоријан Зелер во режија на Ненад Витанов. Фестивалското жири кое ќе одлучува за единствената награда на највисоко актерско остварување Ристо Шишков, кое се состои од златен медаљон со ликот на Шишков и парична награда во износ од 1500 евра, ќе го предводи ланската лауреатка, актерката Дарија Ризова, писател и професор на ФДУ Иван Додовски и актерката Мими Таневска. Во рамките на овој фестивал ќе се одржи промоција на книгата Аспекти на камерниот театар од Теодор Кузманов и Гоце Ристовски, а промотор ќе е Јоана Шишкова. Интересен начин да ги исполните деновите помеѓу 8 и 13 септември, особено ова е вест за сите љубители на театарската уметност. Имаме сепак гледач да му дадеме збор. Повелете. Намалете го звукот, ве молам да не се слушаме одложно. Намалете го звукот на телевизорот, да можеме добро да искомуницираме. Повелете. Ало. Добар ден. Ало, добро утро, Сузи. Јас сум, ми беше пуштен. Како сте, тетка Фимка? Добро, еве, да ти кажам, вчера сме биле во Маврово, во Уново. Таму е селска слава, во Леуново беше, да. Да. Прекрасно. Многу убаво. Сегде дека додеме во Македонија, сегде сите манастири, цркви убави, и ова нешто многу побасно, кога ти Радка беме и гледаме, викам, на вистина тие стари икони, свема зачувани, убавина, во дворот, убаво дрва, мислам, дали елки, дали дабови, шума, тамо не ни беше ладно, не ни беше топло, века ни се јавува од Скопје, викам, многу е топло тамо, многу го просетаме ни селото малце, многу го, па отидува некој на реката Радика, ние малце, викам, така подалечко, не отидуваме да се каеме, отивака пешки може малце да се одеше од 20 минути, иако ние малце се откатирате сме подблизни, не сме толку спрема годините, ама ај викам да не одеме до толку, ама не се каеме се не отидуваме. И све беше убаво на помоцник едната Свети Јаким, во Паланка се слава исто се Македонија се слави тамо Јакимово. Мојот пријател Жилко ме викаше таму и комшиката, спасена видам, ама викам, ајде, уморна сум од вчера. А сега Сузе да те прашва за првата тема, јас малце без надвор во Бансичката. Така, шо беше првата тема? Првата тема беше... Еве, сега ќе ви кажам веднаш, првата тема се однесуваше на тоа дека Македонија се празни, а дека власта не превзема ништо за да ги задржи младите во земјава. Тоа ми беше... Да, извини, тоа ми беше за младите, да, викам да не грешам,
Зошто да не вчера имаше луѓе што седаме заедно на маса од Австралија, од Шведска, па со Радке правам уби, па што на брат имал само во Шведска, беше неќе во Охрид, на одбор кај него во Охрид, и кажував дека вика ние, еве пак не влече у пензија, сме дошли со сопругите тука, ама нашите деца што се родени тамо, вика, сака да дојдат еден ден, два, ама не мислят дека да се враќат тука. А зошто? Ако има стратегија, ако има живот, ако оваа власт сега, не знам, да грешам душа, сум рекла, пак ќе грешам, 77 години имам, овакво нешто до сега не сум рачекала. И стално си правим ова со моите пријателки, и Наде, и Милка, и сите вака за нашите деца, и рака. Ние колку толку сме го проживели живото вака, ама за нашите деца и за нашите унуци, падри, и параунуци, што имам 4, и уште на краде Господ на сите и на мене, како на нима што ќе оставаме во живото, на нима што ќе оставаме. И на брзина за воздухот, дека на вистина за воздухот, за ова што се спали, што се онаде, многу сум против. Биде ми поздравена, да не задржавам повеќе. Тетка Фимка, ви благодарам многу, поздрав до вас, секогаш се во сите теми имате што да кажете, информирана, следите, пратите и браво. Секоја чест за вас и за сите пријателки кои што ги поздравивте, ги поздравувам и јас, и еве поздрав од целата екипа ова утро. Добро утро за следниот гледач. Ало, добро утро. Повелете, добро утро. Јаво Митре Тиловски привет. Мило ми е, повелете. Планетата Земја е доведена во опасност. Значи, животот на планетата Земја е доведена во опасност. А кои се причините? Причините е факторот човек. Човекот нема контрола на планетата Земја, колку загадува, затоплува и ја уништува природата. Ние сите зборуваме дека треба нешто да се направи, а никој ништо не прави. Секој само гледа да помни ден, 2, 3 дена и така. Кој од 8 милиарди луѓе, како што се зборува дека има, нешто презема за да се намали температурата на воздухот во светот, за да се намали загадувањето и затоплувањето на самата планета. Никој. Се даваа пари за оружје, катастрофа, да се ништи човештвото и планетата. Се дава, например, за алкохол, кој што е штет, се дава за цигари, се дава за се и се што да се направи штета на човештвото и на планетата, а колку се пошумува годишно ни целиот свет? Многу малко. Колку шуми се ништат годишно? По 1% од планетата Земја губи годишно. За 60 години имам информации дека се изгубени 60% од шумите на планетата Земја. И секоја година по 1% од шумите губиме на планетата Земја. До 2100 година ќе се зголеми температурата на воздухот за 4,5 степени. Тоа е катаклизма, значи ќе се уништи животот на планетата Земја. Ќе се стопи грелна, ќе се стопат многу снег на високите планини. Ќе дојде до катастрофа, а гледаме дека се случува. Нагло се менува температурата на воздухот. Имаме поплави, имаме топлотни бранови, имаме се и целата планета. Кој е виновен? Човекот. Што презема? За да го спречи ова, ништо не презема. Само зборувано, ништо не презема. Треба да се формира федерација на жители и држави на планетата Земја, за спас на животот на планетата Земја. Да се обедини целото човештво во таа федерација и да се преземат строги мерки воопшто за се, и за борба против сиромаштијата, и за борба против сетите климатски промени, борба против корупција и кршна во целиот свет. Да се наменат парите за безбеден, здрав и долг живот на човекот. За жал до денеска ништо не се прави. Така. Ви благодарам, истекоа и вашите 3 минути. Добро утро за следниот гледач.
Добро утро, благодарам што ме вклучите. Добро утро, повелете. Да на канал 5 слабо ме вклучува и ми страв да не им речам нешто. Не знам. Ако сакате чисти воздух, дојдите во Биџево. Колку километри е Биџево далеку, ме интересира, од Скопје? Од Скопје многу, од Струга 7 километри. Значи во близина на Струга. 7 километри има. Во кој правец од Струга, во кој правец? На север од Струга. На север од Струга. Мора да е многу убаво, многу пријатно и ноќите веројатно и утрата се многу пријатни, така? Може да ти кажам поетска торба за село? Како не? За Биџево поетска творба? Да, може? да. Може? Има една убава Македонија. И во неја едно село, убавото Биџево. Таму има чинар 100 годишен. Има чешма со вода лековита. Таму има до 3 реки. Има црква и џамија. Има и воденица. Има и чист воздух и здрав за дишење. Поздрав од Роме од Биџево. Благодарам многу. Како ми дојде сега, јас вака, вие за вашиот крај, јас за мојот крај да си испееме вака, јас би го испеала вашето Биџево. Биџево, леле Биџево, ах Биџево, леле Биџево. Не знам зашто така ми дојде, веројатно за тоа што го идентификував со рефренот на Битола Мој роден крај. Ве поздравувам и навистина, ако ме носи патот, со задоволство ќе дојдам да го посетам вашето убаво и свежо Биџево. Добро утро за следниот гледач. Добро утро, Сузе. Добро утро, Виолета од Миравци на телефон. Ах, тоа Миравци, колку е убаво, колку е магично, колку години не сум била во Миравци. И навистина посакувам да можам да стасам секаде, да... А јас не сум отишла ни кај Баба Роска во Кисела јабука или како се викаше, тука ни е во близина на Скопје, Миравци ми е малку и Биџево подалеку, ама еден ден ќе направам една цела рута, па ќе ве посетам сите. Сузе, па и на нас ни фалиш. На турнирот кога ни пееше, беше навистина убаво. Нели, 20-тина... сега со песната малку ме расположи. Да, 20-тина години има од тогаш од турнирот во Миравци. Да, ама јас се памтам убаво. Сузе, прекрасни денови. темата. Ајде, повелете. За жал, Македонија за првата тема навистина нема млади луѓе. Ете, вчера бев и од Сифово, моје родно село, бев таму. Народ нема, беше Панаѓур, Богородица. Значи, тоа што го видов после толку години, навистина селото е празно. Таму имаше такви Панаѓури, имаше толку гужва, имаше толку луѓе, беше чудо. Вчера, како да се живее на сила. Има турнир, се убаво, организаторите супер, играорни, со млади дечиња што играат во играорната во Јосифово. Беше стварно убаво, али се осеќа дека нема више народ, Сузе. Народот е изгледан од Македонија и тоа што имаше коли, беа италијански, англиски, германски регистрации, значи тоа народ е дојден само сега за Панаѓерот и за одморот. Иначе се е пусто. Еве кај нас Миравци, жалосно е. Жалосно. Да. Цел народ, младите сите се Хрватска, Словенија, која Австрија, Германија. Да. И вчера слушам викат, има живот во Македонија, да, има дишење на шкрги, нема живот во Македонија. Еве и пензијата на луѓето им е каснат. Што им направија? За Богородица да немат пари да запалат на свеќе од 5 динари? И храмовите ни се празни. Срамота. Тоа е стварно срамота што се работи. Значи, по пензионерите ударија, што имат 5-10 илјади. Па кој може со тие пари за да живее? Страшно. Да. Поздрав до сите, дојди во Миравци да те видиме. Сакам и во Миравци, и во Јосифово, и во Биџево, да, и секаде да дојдам. Тоа ми е родно село и многу ми е убаво. Ќе дојдам. Ќе дојдам, ви благодарам многу, ве поздравувам сите на секаде до секое место каде што не гледате и каде што се гледа Алфа телевизија. Ние сме со вас, а знам дека сте и вие со нас. Добро утро за следниот гледач. Ало, добро утро. Добро утро, повелете. Па дали има стратегија бадила или се стратегии кои не се спроведуваат? Затоа што секогаш ние знаеме подобро од претходните и
на крај кој ќе почнеме ќе затвориме работата. Еве земете за Скопје. Пак. Па нели сите кукаат дека во Скопје е загаден воздухот. Ај одете во општина Аеродром. Видете го новиот дух што се спрема. Колку цементарата е оддалечена од новите згради што сакаат некои да ги градат сега тука, ме праша. У воздушна линија 600 метра. Колку згради се прават нови на булевар Србија? Од крстот до цементарата колку има? Веќе 3 згради. И кој е тука крив? Државата? Кој да... Тие... Државата ќе ги купи становите? Не. Граѓаните ќе ги купат становите. И утре ќе се говорат по телевизиите, цементарата загадува. Па ќе гледате од тарата цементарата. Втората работа со депониите. Ние се караме како рогови во вреќе учиво село да го фрлиме ѓубрето. Сите би сакале да имаат театар, но не у својата куќа. А сите би сакале ѓубрето да им биде чисто. Наместо да седнат да направат проект за да се користат европските фондови вака за депонии, за таква работа, они се караат меѓу себе којатар да се фрли ѓубрето. Што се рециклира кај нас? Ние само... Знаете, што е да се каже веќе се е бадијава? Затоа што повторно секоја година, секоја политика, секоја нова групација пак се повторува истото. А тоа е дека јаки сме на вилица и само ја држи воду док мајстори оду. А после се постаро почнува. Секојаш ќе најдем изговор за нешто, за да не се спроведи или да не функционира. Така да, мислам, се додека нас не земат странци под капа, под рака да не стават, за дебело да не контролираат што работиме и како работиме и дали работиме, бадијава ќе биде, си кажуваме ние приказки од дека секогаш и секогаш ќе биде некој друг крив. Проблемот е во начинот на работење и дали сакаме и колку сакаме да работиме. Кој ни е крив, си знаеме, затоа што ние сме тие што ги искачаме на избори, ние гласаме. Никогаш до сега, знаете, проблемот е забораваме нешто што се случувало, секој го памтиме ланскиот снег на другиот. Но на нашиот лански снег не го памтиме. Одговорност од никого не бараме. Тука лежи проблемот. Се додека е така, се ќе би секој глемува. Се додека не се научиме ние граѓаните, дека ние ја даваме власта и треба да ја земаме власта, а не затоа што само слепо да веруваме на лагите, ќе си кажеме вака. Реалноста е таја, додека не ја прифатиме, се ќе тапнеме умесно. Ви благодарам многу, истекоа и вашите 3 минути. Добро утро за следниот гледач. Добро утро, Сузе. Добро утро, повелете. Поздрав до гледачите и до вас. Благодарам. И да ја поздравам на Тимка и сите останати што ги спомна. Така ние и телефонски се слушаме, па коментираме во врска со теми, во врска со проблеми. Браво. Па некогаш и убави работи си кажуваме, така да поздрав до сите. Па ќе се надоврзам на еден гледач што спомна дека Мицкоски се бори за фотеља и дека сака уште повеќе да се збогати. Но заборави да спомне овие сега што се во фотеља, дека и тие се борат да останат во фотеља. Не им се станува од тие пусти меки фотељи да толку се удобни, така да во врска со таа тема толку. Овие денови се случи кај нас во општина Илинден голем пожар. Во Вучинци имаме ние езеро, од тука хеликоптери доаѓа, полнеа вода и благодарение на близко, што ние сме тука близко со неколку километри, успеа на брзина да полнат вода, да гаснат, но многу простор изгоре во Еватовци. Ова во врска со темата го зборам за воздухот. Кога ќе се пошуми и кога тие дрва ќе пораснат, за да имаме ние чист воздух. А чист воздух најмногу има кај нас во селата, кај што има шуми, кај што има зеленило. Јас во недела бев во град и навистина ги жалам граѓаните, а се гордеам што живеам во село. Колку разлика има, си седнаме вчера во двор, бевме на Богородица во Бујковци, на празникот.
разлика голема во чист воздух, во седење и во сенка во дворот, а не во центарот само туристи. Да спомнам и ова, мада не е баш таква тема. Во недела само туристи имаше во градот Скопје, а ние се противиме зошто се споменици. Ги посматраме штета што не слика некои, само со споменици се слика пред секој споменик. Али толку беше топло, толку беше вруќина, што навистина, како што кажа гледач, со згради, со фабрики, нема воздух. Така да си ги чуваме селата, како што кажа и од Струга човекот, да си ги чуваме селата, да ги негуваме, за да барем до некаде имаме чист воздух и депонии. Па ние пред неколку години, да речам 20 години, во село го фрлавме било каде сметот. Сега ГКП си доаѓа еднаш неделно, го собира смет, а тоа не е наш проблем, тоа има кој да води сметка, каде тој смет се преработува и што се прави со него. Толку би кажала и да поздравувам уште еднаш. Ве поздравувам и јас и навистина можам да кажам дека ви завидувам што живеете на село, бидејќи животот на село има многу големи предности, многу помалку стрес и многу поголеме бенефитот од животот на село, а мислам дека и подолго живеат луѓето таму. Можам само да замислам колку било вчера весело на овој убав и голем празник на Пресвета Богородица упокојнието, ден кој што навистина се одбележуваше во многу семејства. Јас на почетокот кажав неколку интересни занимливости. Значи, според пресметката на вкупниот број на цркви во нашава земја, името на Богородица го носат 235 цркви во нашата држава, а најголем дел од нив е посветен на нејзиното успение, празникот што се одбележуваше токму вчера. Иначе секоја осма црква во Македонија е посветена на Пресвета Богородица, додека секое петто семејство во нашава земја го празнува овој ден како домашна слава. Нека е за многу години. Инаку што се однесува дека за пожарите кои што ги споменавте, од најновиот извештај на Центарот за управување со кризи, има само еден активен пожар во овој момент, додека само вчера, во текот на вчерашниот ден, биле активни 29 пожари. Информираат од ЦУК, активен бил пожарот во општина Липково. Тој е сега активен на целата извор и Белановце. Се работи за шумски пожар, а ЦУК соопшти дека неговиот интензитет е смален. Исто така информираат дека се изгаснати останатите 28 пожари, по 2 во општините Старо Нагоричене, Теарсе и Радовиша, 3 во општината Зелениково. Изгаснати се и пожарите во општините Липково, Кавадарци, Струга, Ѓурче Петров, Илинден, Студеничани, Боговиње, Прилеп, Долнени и Кочани. Тоа беа вчера информации за вчерашните 28, активен се уште само оној во Липково. Добро утро со следниот гледач. Бог на помош Македонија. Бог на помош, Тале, за многу години. Родиме пешки 6 автобуси од Прилеп, од таа петла долу код манастирот Свети Јоаким на Согорски. На кај Крива Паланка одите, среќен пат. Одиме, веќе одиме пешки до манастирот, пошто имаме многу автобуси. Так. Ајде Бог на помош и мајката Божја. Амин. По молитвите на Свети Јоаким, Согорски, Свети Јоаким, Крчовски и по молитвите на мајката Божја, нели, Богородица, се радувам што одиме толку многу луѓе, околу 250 души, намерно од Прилеп. Имаме така можност, помош од црквата, да одиме организирано. И сакам така да вистам тропорот на мајката Божја, вчерашно нејзино успени. Ќе ми дозволиш, така може? Ќе ви дозволам секако. Рождествено детство сохранила јеси, во успени мира, не оставила јеси Богородице. Представила си животу, мати сушти живота, и молитвами Твоими избавляеш од смрти души нашја. Малко сум изгонен, пошто одиме пешки нагоре, така малце брзаме, не бев добар за пеење. Добар бев секако за водвижење во нагорна линија, одличен бевте. Слава на Бога и македонски мој библиски народ
Радувајте се, оти мајката Божја Богородица, по Божи благослов, стапнала на Светагора денешна, а тогаш била Македонија. Радувајте се. Одете на богослужби, видите православни христијани со зборови, со тела, со полни цркви, манастири на литургија. Немој да бидите обезличени, одровени, да не знаете дел од вас очи наш да ја кажете. Ќе кажам само еден пример, кој може не е за кажување сега. Еден брат мој во Христа вероучител, вака вика, тој како вероучител по села, каде има и дечиња муслиманчиња и македончиња православни христијани. Вика, деца муслиманчиња, вика, ги знаат сите секојдневни молитви на арапски јазик. Додека наши дечиња православни христијанчиња во своја Македонија, библиска Македонија, 90% ни малата кратка оче наш не ја знаат на македонски јазик. Тоа е доста болна работа. И дај Боже денес да биде за ум и повикувам баби, дедовски, татковски, мајки, своите деца, своите внуци, а и самите лично, ако не знаат наши молитви, да ги учат. Оти така личи само за православни христијани, да знаат да читаат своји наши молитви, да се молиме на богослужби, да одиме на богослужби. Оти срам голем, еден ден секој од нас пред Бога ќе се појави. Ако не одел на богослужби, ако не знал очи наш, како ќе се појави било кој човек од нас пред Бога? Така, ви благодарам многу. Среќно и благословено на сите кои што денеска еве го чествувате денот и сте заедно во заедништво, во мир, во љубов кон Христа Бога. Добро утро за уште еден гледач, повелете. Добро утро, драга Сузе. Добро утро, Чичкомите, како сте? Па, фала на прашање, добро е, може и подобро, ама ја не може да се мерам со вас. Сте млади, па не сте ни криви што така дошло. Што сме млади само 29 години, толку. Леле бе, шо збореш бе, 29 години. А, имаш право и јас бе 20. Уште малце на кај 30, да. Дес, кире, биди живи и здраво, добро изгледате, нека ве чува Господ само. Ви благодарам да сте здрав и жив и вие. Благодарам. Годините се... Тоа е работата. Сакам едно да кажам, џабе ни е дискусијата кога народот не се придржува на сето оноа што треба да го работи. Јас од политичари не да бела коса и однемаа косата век, аман неспособни да работаат, а секој друг е крив. Па тоа може да се работи и како. Ја не знам, не сум видел, додека беше Груевски убаво и кажуваше не требате да плакете тоа, ама ќе реинвестирате у државата. А сега, чедо Боже, тоа е овака. Ќе унесам ја да речеме 1,2 милиона, тоа ќе се направи сето тоа, ама треба се да подмажувам, да подплатувам и луѓето дигнаа глава да ги нема. Па не можеш ти да работиш за паразити, бре. Бегал млатио, не да бегаш работа кој сака да работи ќе ја најде. Ама не го плаќа, злоупотребува го, тамо му краде на некого у пензија да дојде, тамо нема толку месеци или толку години, па на шо личиме бе? А овамо се представуваат како политичари од Македонија за доброто на народот, ова оно. Мене никој не ми омета што е друга националност. Друго, не треба ниеден да зборе зошто се овие такви, него зошто му е онај дал, за тоа што не е негово и го продава касира пари. А сликата што ја гледам со ѓубрето, тоа е минимално кај нас. Тие можеа да направеа фирми, односно фабрики за рециклирање, за уништување, а не дрисла, не може само на тоа место. Секаде мора да се рециклира, а народот нема такви контейнери. Немаше, не знам, сега не верувам и да има, ама никој не кога беше пластика, зимат, тражат, да земе некој динар. И тоа го помина злоупотреба е само Македонија над македонскиот народ. Пате народо, нема пензија, нема плати и за тоа не сме единствени. Дигни се
собранието го блокира, не требаш да влегуваш внатре, да работиме на тоа да таквите што немат интерес, само нивниот интерес, милионери стана, а на власт е што ти треба тако, а народот да нема леп да јаде. Самиот народот крив, сите сме криви, не само што се у Македонија. Јас кога давам, па ја не зборам, иако донирам некаде, не зборувам, ти донирам за тоа. Тоа си е моја работа. Ама што е друго? Све се покраде, чедо Боже, и сега стакаме ние напред. Па и гледам по медиумите, ако зборе, пример, заспи ако можеш, ако објаснуваат премиерот ова од онај, прекинато не може да го разбереш што зборе. Така, ви благодарам многу што и денеска бевте со нас, ве поздравувам сите кои се обидувавте, но не успеавте да не добиете. Поздрав до сите македонци во нашата диаспора, на секаде ширум светот. Поздрав до секое населено место каде што се гледа Алфа телевизија. Ве оставам на истава фреквенција, затоа што знаете дека секогаш, колку и да сме оддалечени, ние сме со вас. Довидување, наред се вестите во 9:30.